Иран од вчера со ракетен гнев одговори на крвавата израелска офанзива. Војната влезе во нова, според познавачите, најопасна фаза досега. Во централен Израел една ракета удри директно во стамбен објект, убивајќи 2 лица и повредувајќи 19. Израелските медиуми известуваат за експлозии во Тел Авив, Ерусалим и Хаифа. זה נראה כמו זיקוקים. Во меѓувреме Дмитри Генделман, советникот на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, изјави дека израелските одбранбени сили ќе го прошират обемот на својата воена операција против нуклеарната програма на Иран. Израелската армија соопшти дека воздухопловните сили работат на пресретнување на ракетите. We here in a destruction demolition site in the middle of Ramat Gan, a civilian area that was attacked by the Iranian regime and destroyed a lot of buildings and hurt innocent civilians. Иран ги предупреди САД, Велика Британија и Франција дека нивните воени бази и бродови во регионот би можеле да бидат цел доколку трите земји му помогнат на Израел во конфликтот со Техеран, објавија иранските медиуми. Премиерот на Израел, кој за време на нападите имал телефонски разговор со американскиот претседател Трамп, во своето претходно обраќање до нацијата испрати порака до иранскиот народ и рече дека се наоѓаат во средината на една од најголемите воени операции во историјата. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. Директорот на израелската служба за итна помош Ели Бин потврди дека неколку лица се уште се под урнацините, а една жена е во критична состојба. Сирените за воздушна опасност не стигнуваат. Ерусалим, Тел Авив, Аштот, Хаифа, градовите на Израел се во состојба на полувоена блокада. I don't know, we just got the Amber Alert. We ran to the parking lot -5, so five floors below the ground. We have a protective room in the apartment, but we decided to just stay low. Like after a few minutes, we just heard a very big explosion. Everything was shaking, smoke, dust. Во меѓувреме, според иранските медиуми, во Техеран се слави и народот е горд. Американскиот претседател Трамп вчера свика состанок на својот совет за национална безбедност за да разговара за операциите на Израел. На неговата социјална мрежа Трамп нагласи дека е свесен за плановите на Израел и дека има уште многу од тоа што доаѓа. Во исто време ја представи ситуацијата како втора шанса за Иран да постигне договор за ограничување на својата нуклеарна програма.